Денес, како што ви ветив, минатиот пат, ќе зборуваме за Forms, делот што се наоѓа во Microsoft 365 пакетот и кој што може да се искористи па во речиси секоја апликација. И неговата првенствена намена е за формативно оценување. Би ве замолил, ако се приклучувате на мобилен телефон, да го исклучите гласот од мобилниот телефон, за да не се јавува фонија, за да можеме да следиме правилно како што треба. Денес ќе работиме во детали за Forms, за правење на формулари и како тие можат да се встават и вгнездат во самиот тим за поуспешна реализација на нашите онлайн часови, а исто така ќе видиме каде можат, особено наставниците по математика, тоа да го искористат, и да најавам дека утрешната средба ќе ни биде за Microsoft Stream, односно како да успееме на Microsoft 365 пакетот да си направиме посебен канал за видеа само за нашата организација. Односно, како можеме и сите видеа што ги имаме надвор од нашата организација да ги наместиме на едно наше место, на кое што ние ќе определуваме што можеме да споделиме и како можеме да споделиме и со кого можеме да споделиме. Исто така се однесува и за формуларите. Идејата за да креираме формулари за денес доаѓа од тоа што можеме да го искористиме за формативно оценување. Исто така, доколку платформата Microsoft 365 пак биде главен дел, односно ќе биде платформа која што сега најавуваат како национална, идејата ми е да прикажам како можеме, како училиште или како поединци или како институција, да креираме формулар, прашалник, и тој истиот прашалник да го споделиме со нашите вработени, ученици или пак родители или било кој друг заинтересиран и да ги добиеме резултатите најбрзо што може. Таа е предноста на Forms, односно формуларите, прашалниците или пак квизовите што може да се креираат. Точно е 20 часот. Официјално ќе отворам ова наша средба, а ќе почекаме уште 5 минути за сите оние што се закаснети. И денес, како и во претходните средби, ќе наставувам да бидат кратки, максимум 1 час. И целосно оваа средба ќе биде посветена на Microsoft Forms. Ќе креираме прашалник или формулар, во кој што ќе собираме најразлични податоци. Потоа ќе креираме квиз, ќе видиме како тој може да се креира квизот, каде се наоѓаат резултатите. Потоа ќе ви прикажам како можеме брзо да ги уредуваме, да ги видиме резултатите, истите да ги искористиме, како може да добиете многу брз одговор на одредено прашање од самите ученици и така натаму. Еве како за загревање, како за почеток, како воведна активност, додека ги причекуваме сите други да се приклучат. Сега јас ќе го споделам мојот екран, целиот екран, и ќе ви ја споделам Teams апликацијата. А мониторот каде што се сите присутни, екранот ќе го префрлам на другиот монитор. И при тоа ќе го отворам нашиот тим. Сега се наоѓаме моментално во собата за состаноци, каде што ги одржуваме сите средби и забележувате колку се во моментот присутни. Значи имаме вкупно 81 присутен на оваа средба. Ќе го отворам тимот што веќе ни е креиран, 7.1. Сега ќе прикажам колку е лесно, како за почеток,
ќе креираме еден многу едноставен прашалник и тој прашалник ќе ви го споделам за да обидиме да го пополните најбрзо што можете. За да го пополните и за да го додадете овој прашалник, треба да го направите следното, а покасно подетално ќе зборуваме. Во делот за коментари, во делот за пост, најдолниот дел, ќе го зголемам за да го видите, пишувате мајмунче и пишувате Forums. И добивате сугестија дека сакаме да креираме прашалник. Ќе го избериме. Ќе избериме таа опција и да видите какви опции имаме на располагање. Ако пишам сега help, ќе ги добием цела помош поврзана за креирање на брз прашалник. А можеме да креираме нов прашалник или евентуално можеме да избериме да го напишем прашањето во обликот како што е прикажано со прашалник, а потоа да ги додадам двете опции. Јас сега ќе се обидам да напишам дали логирањето на средбата беше едноставно. Како опции ќе пишам да и не. И ќе притиснам само Enter. И забележувате дека самата апликација Teams ни креира формулар, односно прашалник. И при тоа, секој што е член во овој тим може да одговори на поставеното прашање. Ако забележите дека го имаме во два дела, а во горниот дел е формуларот, а во долниот дел стојат одговорите. Например, сега јас ако кликнам не, забележите дека веднаш подолу добив одговор дека некој го одговорил формуларот и одговорил со не. Ако кликнам на да, бидејќи јас сум истиот, тогаш автоматски се промени одговорот. На овој начин можете во текот на средбата што имате со вашите ученици, во било кој период од часот, можете да направите кратко прашање во врска со тоа што се работи и за многу брзо да ги добиете сите резултати од вашите ученици. Ајде да проверам сега дали може овој линк од овој формулар да ви го споделам за да пробате да го пополните. Ќе изберам десното, од десната страна кај трите точки, значи кликнав на трите точки и ќе изберам Copy Link и ќе ви го пратам овој линк во четот, за да видиме, додека ги почекуваме сите останати, да видиме дали некој ќе успее да го одговори прашањето. Обидете се, вие што сте во можност, да го потполните. И ќе видиме дали резултатите ќе се одвиваат така брзо како... Еве сега јас, додека причекуваме да се приклучат колегите, ќе се логирам во новиот прозорец како тестниот наставник, како тестен наставник, кој што беше во истото одделение. Видите како ќе изгледа ако се логирате како наставник, како друг наставник, ако се логираме, ми треба лозинката, еве го сега порталот за наставникот. Сега ќе кликнам на Teams. Повторувам, ова е веб верзијата на наставникот, затоа што не може на истиот компјутер да има во исто време две десктоп верзии. Откако ќе се приклучи, еве го,
неговото деление, еве работа на час, линковите каде што беа. А сега ќе појдам во делот General и имаме дали логирањето на оваа средба беше едноставно. Јас сега ќе кликнам да. И всушност, сега веќе имаме, забележувате, два одговори на формуларот што е напишан. Ако јас сега го логирам и ученикот, например, ако го логирам ученик 1, што исто така го креира специјално за потребите на работилниците, сега ќе ни треба лозинката од ученикот. На овој начин и намерно прикажувам што тоа треба да имаат и наставниците и учениците за да може да се регистрираат. Сега и ученикот, ова е неговиот портал, ќе појдам во апликацијата Teams кај ученикот и ќе го видам формуларот што го креирав. Значи истото тоа ќе може да го гледаат и учениците и во исто време да одговараат на прашањето што е поставено. Еве го тимот каде што е ученикот, еве го формуларот, ќе кликнам на да. И веќе забележувате дека имаме 3 одговори на нашиот прашање. Ова беше еден краток преглед на тоа како може многу брзо да се стави во самиот час прашалник за било која тема или дел од тоа што се работи и да се потикне разговор помеѓу учениците. Наредно, почнуваме сега официјалниот дел, како можеме да го користиме и како можеме да почнеме да работиме со Да, забележав дека колешката коментира дека четот не е пристапен, ако и кај некој друг исто така, ќе морам да го споделам покасно тоа. Бидејќи колешката е пријавена како... Еве сега добив информација дека една моја колешка од моето училиште сака да се пристапи во тимот. Јас сега ќе ја прифатам за да може да го види тоа што ние ќе го работиме. Како што спомнав, сега ќе почнеме да работиме за делот креирање на формулари. Откако ќе се најавите во порталот Office 365 со вашето юзернейм и пасворд, што ќе треба да го добиете од администратор. Тука одма да напомнам дека во најавите за платформата, во првите обуки што ќе бидат за администраторите, една од главните задачи, според тоа што јас го знам, администраторите за училиштата што немаат Office 365 или Microsoft 365, Финки ќе креира на некој начин со помош на едневникот можност за да администраторите му доделат юзернейм и пасворд на своите вработени. А тие што имаат ќе продолжат да ги користат. Сега од десната страна да го најдеме да ја најдем иконата за Forms. Иконата за Forms е, како што можете да забележите со буквата F, ќе кликнете на неа и ќе ви се отвори полето за креирање на формулари. Веднаш да напомнам... Повели? Сега екранот ми се појави, зашто досега не го гледав, па мислев дека е само до мене, ама еве сега се појави. Се извинувам. Ништо, нема проблем. Значи, за да пристапите, напомнувам сега и оние што немаат Microsoft 365 можат да го користат Microsoft Forms. Ако имате акаунт од Office 365 или Microsoft 365, се логирате и го добивате домашното поле, од тука избирате Forms. Но, доколку, ако имаме некој што не поседува Microsoft 365 акаунт, се што треба да направи, ќе ја намалам веб страната за да ви прикажам.
Ја зголемам веб страната. Ќе треба да запишете овдека forums.office.com. Значи, за тие што немаат Microsoft акаунт, може да појдат на forums.office.com и да се логираат со нивната приватна Microsoft сметка, значи со Live или со Hotmail, и ќе го добијат истото нешто. Сега ќе го зголемам ова. Забележите што е разликата. Кога се логирав со Forms Office и сега ќе се логирам преку порталот. Office 365, делот Forms. Сега забележете ја разликата. Значи, делот кога се логирате преку порталот, го добивате овој прозорец, а додека, ако појдете на forums.office, ќе го добиете следниот прозорец, во кој во суштина и не се големи разлики. Забележувате дека во левиот горе нагол ги имате повторно сите апликации, а во едната варијанта повторно ги имате сите апликации. Разликата е тоа што имате recent, pinned, кои што се ставени да бидат горе и кои се споделени со мене. Најчесто, кога прв пат ќе го отворите, вие ќе го имате овој прозорец и при тоа, една од главните негативни страни на кои што во моментот се работи е тоа што не можете формуларите да ви бидат групирани во фолдери. Тоа е една од главните недостатоци на Microsoft Forms, затоа што формуларите ќе бидат распоредени на овој начин, па затоа многу е битно да успеете да научите да ги тагирате, да ставате тагови, па на тој начин можете да ги полесно да ги пребарувате по тагови. Но за тоа ќе зборниме кога ќе ги креираме. Во премиум верзиите на Microsoft Form можно е да креирате по темплети, но ние таа опција се уште ја немаме во нашите A1 лиценци. За да креирате формулар, значи прашалник, или да креирате квиз, се што треба да направите да изберете една од овие две опции. Но да почнеме со ред. Во првата редица се наоѓаат My Forums, сите мои формулари, квизови и прашалници, формуларите кои што се споделени со мене, значи ако некој колега го направи па го сподели со мене, и формуларите што се креирани за некоја група. Забележувате дека овдека се наоѓа формуларот, што јас го креирав за сега, пред да почнеме со нашата средба, во групата Математика 7.1. И забележувате дека имаме 4 одговори веќе на него. Ако кликнеме на тој формулар, ќе забележите дека во горниот со жолта боја е дека се работи за Quick Poll, кој што е само read-only и не може да се едитира. Исто така, можеме да забележиме дека која е прашањето во формуларот и да ги забележиме одговорите. При тоа забележете дека имаме 4 одговори и дека всушност се одговараат за неполна секунда и можеме да ги гледаме одговорите на сите што се во квизот. Ќе зборуваме нешто покасно како можеме да ги гледаме сите опции во живо, како можеме да го прегледаме тестот. Се вратам сега назад, забележувате ова е формуларот од Математика 1. Како што спомнав, по делот со лупата може да пребарате формулар. Во делот My Forms се наоѓаат сите ваши формулари што ги имате некогаш креиран. Јас сега ќе се обидам да отворам еден формулар што беше за нашата прва средба, ако успеам да го најдам во моментот. Еве го,
Microsoft 365 прашалник. Овој беше прашалникот што го креирав за нашата прва средба. Забележете го бројот на одговори. Значи луѓе што го пополниле 1429. Ние ќе се обидиме да креираме ваков прашалник сега. За да креираме прашалник, се што треба да направиме е да кликнеме на копчето New Form. И забележувате дека формуларот горе не е снимен. Во моментот сега се снимен. Ако кликнам на насловот, ќе му дадеме прашалник проба. Ќе се обидам само да ги објаснам опциите, затоа што не планираме да правиме бог знае каков прашалник. Во делот Enter Description ставаме опис. Опис на прашалникот. Десно забележувате, имаме опција ако сакаме да додадеме и слика. При тоа може да пребарате слика, може да ставате слика од OneDrive на вашиот компјутер или веќе да аплодирате слика од што имате од вашиот компјутер. Сега ќе кликнам во Search и ќе изберам слика, например, за еве било која слика и ќе ја додадам во нашиот прашалник. Значи, ова не е воведниот дел од прашалникот. Забележувате дека сликата може да дадете alt текст која што ќе се чита, може да избришите и така натаму. Ако кликнете на новата опција, автоматски Microsoft Forms ни дава опција, ни сугерира прашање. Ето што, ова е преходниот прашалник што го имам искористено, а прашалник за испитување на задоволството, кој е вашето ребе, колку време работите, аз, например, ќе ги земам сите овие и ќе ги додадам, да не пишувам. Колку долго работите, ова се сите предходни прашања што сум ги користил во предходниот прашалник. И автоматски се веќе додадени, за да нема потреба да ги пишувам. Еве сега ќе додадам ново прашање. Сега бидејќи нема да додавам. Имаме неколку опции. Имаме опција Choose, имаме опција за текст, рейтинг и дата. И овде ќе имаме стрелка за надолу во кој што ќе ги објасниме сите овие опции. Ќе избереме првата опција. При тоа добиваме можност да го напишеме прашањето. Еве, например, предмет кој или предмет кој го предавате. И сега овдека може да биде математика, македонски, англиски или јазик. Ако сакате да додадете опција, ќе кликнете Add Options. Добро. Еве, например, историја и така натака може да ги спишете сите предмети, но ако сакате, можете да додадете опцијата Other, каде што тој што ќе го пополнува прашалникот може да се запише самиот. Долу под секое прашање имате неколку опции. Да дозволите еден наставник да предава повеќе предмети, односно да може да избери повеќе опции. Забележете што се случува. Знакот пред изборот сега е квадрат, ама ако го исклучам е круг. Значи, ако имате кругче во прашањето, тоа значи имате можност да изберете едно. А ако стои квадратче пред прашањето, може да изберете повеќе. Ако ја изберам втората опција за required, тоа е дел долу, тоа значи дека ова прашање е задолжително за одговарање. Имаме можност во трите точки да ги мешаме прашањата во прашалникот, значи секој да добие различни редослед на прашања. Може да избериме drop down, односно да видат како опаѓачка листа па што ќе се бираат
можеме да додадеме посебно поле за кое што ќе додаваме објаснување. Исто така можеме да дадеме и разгранување. Со помош на разгранувањето се прави поструктуриран и покомплексен прашалник во кој што во зависност од вашите одговори на некое одредено прашање, вие добивате различен тек при одговарање на прашалникот. За тоа нешто покасно. И доколку некој сака да ја оправи ова со разгранувањето, мој совет е прво да земе лист хартија и да си го напише како го планира да му биде прашалникот или квизот, а тек потоа да го прави разгранувањето и да ги напише сите прашања што планира да ги стави, а потоа да применува разгранување, затоа што сега ќе видите, а прашањата може да се променуваат. Еве сега сум во четвртото прашање, а ако кликнам на стрелката, прашањето станува трето, па второ, па прво. Ако сакате да измените мал дел од прашањето, ќе кликнете на Copy Question и автоматски го имате истото прашање два пати. Ако сакате да го избришите, ќе кликнете на Delete и автоматски прашањето го нема. Значи, ова е во врска со прашањата. Наредно. Во делот за текст поставувате прашање во кое што очекувате тој што го пополнува вашиот прашалник да одговори со еден, два зборови или со цела реченица. Например, што сакате да на наредната средба. Ако одговорот ви е неколку зборови, тогаш доволно ви е полето што е напишано оставено долу. Но ако сакате одговорот да биде подолг, тогаш го кликнувате Long Answer, тоа значи дека одговорот очекувате да биде нешто подолг и повеќе да се пише. Исто така опцијата за задолжителен одговор. Имаме опција, сега имаме Restrictions, ова е многу битно за тие што предаваат мајчин јазик и странски јазици, или пак, например, во било кој друг предмет, каде што се прави рестрикција во смисла кога се внесуваат зборови или броеви, во овој случај е за броеви, кога решението треба да биде точна бројка, вие може да ставите рестрикција, да биде поголем од, например, 1, да биде поголем или еднаков на 1, или да биде помал од нешто, или да биде еднаков, не еднаков, да биде помеѓе, да биде некој од овие опции, доколку тоа сакате да го направите. Значи, ова ни е за да одговорот биде во форма на текст. Наредно имаме рейтинг. Ова е најчесто кога имате, сега, повик преку месенџер, тогаш кога ќе завршите со повикот, добивате ваков некој прозорец, во кој што се бара од вас да го оцените квалитетот на разговорот. Еве, јас ќе пишам, ве молам, оценете ја денешната средба. При тоа, имате звезди, може звездите да бидат од 1 до 5, наместо символ може да биде број. Вие одбирате како сакате. И опцијата е задолжителна. Исто така, имате можност да додадете дополнително објаснување, да додадете лабел, односно, што би било ова? Што би значила една звезда, а што би значиле 10? Значи, 1 би било многу лоша, или 10 звезди екстремно добра. Наредна опција ни е датум. Доколку сакате во вашето прашање да изберите датум. Во делот за прашање би било, да ве молам, датумот на наредната средба.
Тука би било описот. Подобра подготовка на наредната. Ве молам. За подобра подготовка на наредната средба ве молам да дадете одговор во најбрзо што можете. При тоа имате, забележите, опција за календар во кој што ќе определиме како треба да ни бидат, како очекуваме да ни биде напишен одговорот од тие што го пополнуваат. Исто така имаме разгранување. Тоа значи дека ако оваа опција ја изберам за да биде разгранување, тогаш во зависност од денот што ќе биде внесен или неделата што ќе биде внесена, таму ќе бидат разгрането пополнувањето на прашалникот. Тоа е само како идеја. Откако ги завршивме првите 4 опции, сега забележувате имаме наредни неколку 5 опции. Во првото е рангирање. И овој дел може да се искористи, например, подредете ги по важност следните етапи на часот. Пример. Тука би бил опис на активноста на вежбата на задачата. Воведен дел, завршен дел, и така натаму. При тоа забележите повторно се работи за задолжително прашање и забележувате дека секој вид на прашање си има различно разгранување. При тоа оваа опција на прашање дозволува разгранување. Наредно прашање, што можеме да го користиме, е Likert. Тоа е опцијата за мислење. Забележувате имаме краток опис, ќе се обидам да го зголемам, за да тоа што може да го прочита, да го прочита. Likert се користи за добивање на мислење или за вашиот став по одреден топик или тема. Еве, например, што значи тоа? При тоа, оценете на скала до 5, како оценете ги на скала, ева, оценете ги на скала до 5 сите претходни средби. Тоа значи дека сега во овој дел би било описот, би била опција 1, значи скала 1, рековме, скала 2, 3, може да биде било што тука напишано, 4, 5, може да имаме и повеќе, значи беше средба 1, средба 2, потоа би било средба 3 и така натаму би бил час 1, час 2, час 3 или било која друга. Било кој елемент. Повторно е задолжително, повторно дозволува разгранување. Повторно имате опција за копирање, за бришење и преместување. Имаме како опција и файл upload, односно да побарате доколку, еве сега, например, се работи за училиште, во кое што секретарката во училиштето или правникот побарува од некој од вработените во училиштето да му донесе диплома за завршено образование, може да напише или било кој друг елемент, кај што бара дигитална копија, може да побара при пополнувањето, тој што го пополнува да приложи документ. И при тоа, ако изберете оваа опција, забележите дека имаме порака во која имаме дека ќе се креира нов фолдер во OneDrive и фајловите аплодирани од тие што го одговараат прашалникот ќе се наоѓаат во тој фолдер. И при тоа имаме едно известување во кое што вика дека имињата автоматски ќе бидат запишани во OneDrive. Доколку се слагаме со тоа, ќе кликнеме
на ОК за да продолжим. При тоа, пишуваме сликајте го одговорот на задача 4 од домашното. Пример. Тука е описот. При тоа, колку фајлови можете да прикачите? Забележувате дека имаме опција до 10 и single files limit, значи колку да биде големината на фајлот, дури можете забележите 1 гигабајт да биде фајлот. Исто така е задолжително ова прашање и при тоа во делот кај трите точки имаме и каков мора да биде типот на фајлот што ќе биде приложен. Значи може да биде Word, Excel, PowerPoint, PDF, слика, видео и аудио. Значи, ова се фајловите што можете да ги изберите однапред. Например, ако изберам да биде презентација, тогаш само може да се аплодира презентација. Ако изберам Word, ќе биде било која. Но ако ги изберам сите, тоа значи што може ученикот, тоа нека аплодира или заинтересирани. Потоа имаме Net Promoter, значи овој дел се користи, например, дали би го препорачале ова на вашите колеги. Тоа е првото што стои да пише нагоре, може да го смените и при тоа 1 многу веројатно, 10 екстремно. Многу малку веројатно со многу веројатно, ќе го оставам како што е, може некојаш да се најде како можност и како последна опција што ни остана е делот за секции. Делот за секции ќе го прикажам на следниот начин. А доколку сакате да правите, тоа најчесто може многу добро да се види кога правите тест, например по математика или по било кој друг предмет. Ако креирате секции, тоа значи дека вие всушност тестот или прашалникот го структурирате. На тој начин што во првата секција, еве вака сега ќе се обидам, да го прекажам тој дел, еве ги сите 10 прашања што ги направи. Сега јас ќе направам секција во кој што првите две прашања ќе бидат во една секција, другите две во втора и така натаму за да го видите. Но пред да го направиме тоа, имаме многу убава опција, делот горе десно, каде што пишува превиу. Да видите како ќе изгледа ова што ние го направивме сега. При тоа десно, на истото место, имате две опции. Да видите како ќе изгледа прашалникот на компјутер или како ќе изгледа на мобилен телефон. Че при тоа добивате приказ за тоа како ќе изгледаат прашањата на мобилниот телефон. При тоа, многу е добро да проверите дали сте задоволни со изгледот на прашањето. Начинот на кој што се поставени со нивниот редослед пред да го доделите кај учениците. На стрелката за бек се враќаме назад. Доколку сакате, ако кликнеме на теми, можеме да избериме било каква сакаме тема или позадина. Доколку ако имате собствено, може да си прилагодите и да си додадете ваше. Сега како што напомнав, ќе се обидам да додадам секција да видите како го променува изгледот на самиот формулар. Ако додадам секција и при тоа забележете дека секцијата сега ја додавам скрос на крајот. И при тоа во овој дел ќе биде дел, ќе го именувам дел за општи податоци. И тука ќе дадете краток опис во овој дел од прашалникот. Од вас ќе се побара да ги дадете општите податоци. Во смисла, име, презиме, телефонски број, без разлика, значи карикирам сега, може да биде било што. Повторно може да додадете слика. Сега, забележете, во втората секција може да додаваме повторно исто како претходно. Но, што сакам сега да направам тука?
можам да ја остранам ова секција, но можам да направам move, односно да ја придвижам. Ако кликнам на оваа опција, забележувате дека оваа секција беше втора, сега ќе биде прва секција. И ќе кликнам сега Done. При тоа, забележете дека секцијата што сега ја креирав ќе биде прва и ќе додадам само едно прашање. Например, вашето име и презиме. Сега кога сме кај ова, ќе изберам, грешно го избрав, не треба да биде овој дел за вашето име и презиме, ќе го избришам. За да додадам таков, треба да биде текст. Вашето име и презиме, нека биде long answer, нека биде задолжително и ќе додадам уште едно. Вашата имейл адреса. Нека биде исто така долг и задолжителен одговор. На овој начин видите сега што направив. Ако сега кликнам на превју, за разлика од претходниот преглед, сега го имаме првиот дел во кој што имаме општи податоци и имаме прашања. Значи, за да ги видам, го видам на ледниот дел од прашалникот, јас морам да кликнам Next. Сега ги пополнуваме сите претходни делови и на крајот имаме Submit. Значи, со секциите, всушност ние дозволуваме да правиме структурирање на нашиот прашалник. Односно, креираме делови што треба да се пополнат за да се помине во наредниот дел. Сега, например, ќе изберам во втората секција третото прашање. Сега, ќе додадам нова секција во овој дел. Нека биде главен дел. И опис не е битно воопшто, сега видите што ќе се случи. Го имаме почетниот дел, ги имаме трите прашања што треба да се одговорат, кликнуваме Next. Сега, за да продолжам понатаму, бидејќи името и презимето беа задолжителни, јас морам да ги внесам. На тој начин вие го проверувате вашиот квиз. И сега ќе кликнам на Next. Сега е во главниот дел и таму се наоѓаат сите прашања. Значи, на овој начин ние правиме структурирање на нашиот прашалник. Сега ќе се обидам многу набрзо, накратко, еве вака, после прашањето, четвртото прашање, значи го бирам прашањето, имам опција за New. Јас сега ќе додадам нова секција, која ќе се обидам во незе да прикажам како ќе изгледа разгранувањето. Например, изберете го нивото, задачите кои сакате. Изберете го нивото на задачите кои сакате да ги решавате. И сега овдека имате опис во кој што ќе опишете што ви идејата, затоа што овој опис ќе го гледа ученикот. Опис на идејата, значи што сакате да постигнете на овој начин, дека со самото избирање на нивото на задачата го избирате и видот на задачите што ќе ги решавате. Сега ќе кликнам да креирам нова задача. Изберете го нивото на на прашањата што сакате да ги решавате. Значи ќе изберам прашање. Изберете го нивото на задачите кои да ги одговарате. И сега ќе изберам ниво 1, ниво 2, например, ниво 3. Ако имате и 4, ќе додадете и четврто. Демек, како четврта група задачи.
При тоа, не може да бидат повеќе одговори и ова мора да е задолжително. И сега ќе уклучам опцијата за разгранување. При тоа, ова избор ќе го напишам, да ќе го однесам, ова прашање, ќе го однесам да биде веднаш после името и презимето за ученикот да го избере. Значи сега сум во тој дел, ќе одам погоре, ќе одам уште едно ниво, забележите дека можам да скокам во секциите со прашањето. Еве се наоѓам во втората секција, веднаш после името и презимето. Сега ќе изберам опција за разгранување. Сега, ова е најважниот дел и можеби е најтешкиот дел за креирање, но повторувам, ако сакате ова да го направите, креирајте го како прв слайд ова прашање што е сега кај нас 3 и потоа во зависност од креирајте ги текот на квизот, на прашалникот по нивоа. Задачите за ниво 1, за ниво 2, ниво 3, ниво 4, како што вие планирате да го направите. Сега внимавајте тука. Ако ученикот избери или тој што го одговара прашалникот ниво 1, вие одите, например, на секција. Сега ќе изберам, например, на сега било кој од прашањата што се. На прашањето 4. Ако изберите ниво 2, пример, сега ќе изберам главен дел. Во ниво 3, името и презимето. Ако го изберите ниво 4, или ако не избери ништо, можете и веднаш да го затворите квизот. Општи податоци. На тој начин, видете сега што се случува. Бидејќи овој делот за разгранување, на трите точки горе, имаме опција да го ресетираме ако случајно нешто сме сгрешили. И при тоа забележете дека во секој дел од прашањето, во секое прашање, тоест онаму каде што има опција за разгранување, имаме опција што ќе се случи. Во секцијата 1, делот за општи податоци, имаме go to next. Значи, имаме како ќе се движи текот на формуларот. Значи, одиме на наредното прашање. Името, презимето, нивото на задачите, потоа од четвртиот дел, која ќе заврши оваа секција, забележите, пред да почне новата секција имаме прашање. Каде ќе продолжам после тоа? Откако ќе сме задоволни со тоа што го направивме, треба да го видиме тоа што го направивме. Ова не е за одговори, ќе кликнеме на превју. Еве сега пишуваме име и презиме. Нивото на задачите се забележите. Ако изберам ниво 1, автоматски ми се отвори едно прашање. Ако изберам ниво 2, ми се отвори додам на друго место. Ако изберам ниво 3, повторно истото затоа што друго го разбив и на крајот ниво 4 го избешав да завршам. Значи во зависност од тоа што ќе изберам на овој чекор, така ќе ме носи прашалникот во пополнувањето на неговото, на остатокот од него. На овој начин се креира еден прашалник. Откако ќе го креираме прашалникот, многу важен дел е неговото споделување. Сега кога сме пред споделување, ќе се задржам на овие две прашања во смисла на името и адресата. Бидејќи прашалникот го пополнувате самоволно, може од вас да се пополнува, да се пише името и презимето, но доколку сакате да не се пише, тогаш може тој што го креира и да не се направи, да го нема тој број, но тој податок, тој е многу добро да стои. Но, бидејќи како училиште, ако го имате Office 365 пакетот, тогаш овој дел е излишен, односно нема потреба да го пишувате, затоа што во опцијата Share имате прва опција е следната. Само луѓето во мојата организација можат да одговорат. Тоа значи дека, ако е избрана оваа опција, тоа значи дека сите луѓе што се логирани во моето училиште Блаже Конески можат да го пополнат и јас нема потреба да му барам име и презиме, затоа што со самото нивно пополнување јас ќе го добијам кој го пополнувал прашалник.
Секој со линкот што одговара, видите сега, ова опција што јас не ја знаев и ми изненади сега, бидејќи во мојот формулар вклучив файл, можност да се аплодира файл. Забележите дека ваквата опција е можна само за луѓето од мојата организација. Значи, овој формулар ваков како што е направен, не може да го пополни никој, освен вработените во моето училиште. За таа цел, за да можам да ги прикажам сите опции, ќе го најдам прашањето што беше со файл, еве го прашањето, и ќе го избришиме. Сега, кога ќе појдеме во делот за споделување, сега веќе имаме опција, секој со линкот може да одговара. Значи, ако го одговараат вработени во вашето училиште, тогаш нема потреба да стои име и презиме. Но доколку сакате овој формулар, прашалник, да го пополнуваат родители, што се надвор од вашето училиште, а за учениците не мора, затоа што и тие се вработени како дел од вашата организација, значи ако го споделувате на надворешни лица, како родители, тогаш може да стои име и презиме заради евиденција. Јас го креирав на овој начин, затоа што моите квизови што ги правев минатата година, беа пополнувани од многу ученици, за да имаме контрола. Кој го потполнил, кој го решавал квизот, јас затоа намерно додадов дел со име и презиме. Сега ќе го изберам било кој со линкот. При тоа, го имате веднаш подолу линкот од формуларот, кој што можете само да го копирате. И при тоа, го добивате како линк, го добивате како QR код, еве го, зголемен, ако има некој телефон може веднаш да го скенира. Можете да даунлодирате сликата и да ја поставите каде сакате. Потоа, можете да го вгнездите, копирајќи го ова во некоја веб страна, например во Свеј. Можете да го испратите по мејл. Не требаше тоа да се случи, ама. Еве го на овој начин се отвори Microsoft Outlook. Можете да го споделите како пример, како шаблон, и можеме да го споделам со мои колеги, кои што ќе можат со добиениот линк да го гледаат и да го уредуваат. Тоа значи дека не мора да е вработен од Блаже Конески, тоест од моето училиште. Ако јас дадам линк Share to Collaborate, еве сега тој ќе го направам, имаме опција. Корисници со Office 365 акаунт може да го направат, или луѓе во мојата организација, или одредени луѓе што ги знам, што ќе имаат право за да го гледаат. Значи, со првиот линк, секој што има Office 365 акаунт може да го гледа. Со втората опција, само луѓето во мојата организација, а во третата, луѓето чии што мејл јас го знам. Еве сега ќе го напишам мејлот. И ќе го додадам. И забележувате веднаш кој ќе може да го уредува овој документ. Само тие луѓе што се тука. Ќе го копирам и веќе можам да го додадам. Ако кликнам на овој дел, секој ќе има линк што може да го дуплира. Сега ќе го копирам копи и ќе ви го пратам во четот, за да може да си имате копија, кој што сака, ако може да пристапи до четот, за да го види. Значи, најдобра опција е на почетокот, секој со линкот што може да одговори, ако сакате да го споделите, го копирате овој линк и го споделувате онаму каде што сметате дека треба да биде споделено. При тоа, ова е делот за споделување. Имам уште 3 точки горе што не ги објаснивме, каде што има уште опции. При тоа, имаме подесување, може имаме multi-language, значи, ајде да го избериме тоа, да видиме дали имаме случајно македонски јазик. Примарен јазик е англискиот. Сега да видиме дали ќе имаме некој друг јазик, што ни е од... Имаме босански.
хрватски, од околијата имаме албански, бугарски, еве го имаме и македонски. Значи, ако кликнем на моливчето, веќе целиот формулар е преведен на македонски. Значи, се што беше напишано во него, го преведовме веднаш на македонски. Во делот на settings, подесување, сега морам да го зголемам ова дел, затоа што и ова е многу важно, е следното. Кој може да го пополнува овој формулар? Првата опција е секој со линкот, како што го избрав. Може да биде луѓето во мојата организација и при тоа забележете опцијата да се запази, да се запише името на тој што го пополнува. Потоа имаме опција само еден одговор по еден човек, значи вработениот да може или ученикот да го пополнува само еднаш. Потоа имаме други опции. Ова се опциите за тие што ќе го пополнуваат. Ако оваа опција е исклучена, тоа значи дека овој формулар нема да прима одговори. Значи, ако правите квиз и оваа опција ви е исклучена, тогаш квизот ќе стои, а учениците не можат да го решаваат. Потоа имате start date, кога да почне овој квиз да се пополнува. Еве, јас ќе го наместам денес вечерва 20:15. Кога да заврши? Еве, например, 15 минути се малку, ќе го наместам во 22 часа. Потоа имам опција прашањата да се мешаат во овој дел, ги биравме при креирањето, но ако не сте избрале таму, можете и овдека. Ова кој ќе креирате квиз со учениците, можете да го изберите за да различни ученици добиваат различни прашања со различен распоред на прашањата. А наредната опција е, ако изберите оваа опција, ќе добиете поле во кое што ќе го напишете одговорот, мислам коментарот, што ќе го добијат сите сите што ќе го пополнат вашиот прашалник. Значи јас сега тука најчесто во овој дел јас запишувам: ви благодарам што одвоивте онде каде се. Значи ви благодарам што одвоивте вашето време да одговорите на понудените прашања. Ова може да биде било што. Потоа имаме уште две опции. Да добиеме известување за секој одговор и значи send email receipt на тоа што ќе го одговори и за секој да добием нотификација. Ако сакате, можете да бидат овие опции двете вклучени или исклучени. Значи ова се опциите, бидејќи сакаме секој да го одговори, забележете се променија сите во првата опција, а овие сите останаја вклучени. Сега бидејќи сме готови со сите опции, јас ќе кликнем share, ќе го копирам линкот и овој линк јас можам веќе да го споделам. И овој линк може да се пополни. Ова е во врска со креирањето на прашалник. Ако кликнеме на Forms, откако ќе го пополниме, забележете стои во овој дел. Има горе во аголот повеќе опции. Имаме опција да го копирам, да го избришам или да го пренесам на друго место, тоа колку сакам. Ако го копирам, ќе добивам веднаш копија од него и можам веднаш да го уредувам, односно да не го правам од почеток, туку да правам само кратки козметички приправања на него. Ако кликнем на Move, видите сега каде можам да го пренесам овој прашалник. Можам да го пренесам во било кој тим во SharePoint што ми е креиран. Значи ова се сите мои тимови што се креирани во училиштето. Еве сега ќе го пренесам во математика. Всушност нема да го пренесам оригиналниот, туку ќе го пренесам копијата.
Пијата ќе го пренесам во математика и овој прашалник ќе се пренеси во тој дел и веќе го немаме тука. Значи, ова е како би изгледал еден прашалник. Креирањето на квиз во 20 часот, на кој што треба учениците да одговараат, е потполно идентично, како и претходно. Името, описот и прашањето. Забележувате дека се исти. Сега, во овој дел веднаш ќе започнеме со секција во која што ќе пишам воведен дел и во воведниот дел ќе зададам прашање за загревање, што денес работевме. Пример. И сега идеја 1, идеја 2, идеја 3 и така натаму пишувате што вие идеја, значи вака, цел пакет, цел 1, цел 2 и така на уште еден ќе додадам. При тоа сега забележите, бидејќи работиме квиз. Во левиот доле нагол имаме поени. Ќе додадам 2 поени, например. И при тоа, забележете сега десно, имаме опција за да избериме што е точно од тоа што работевме денес. Например, целта 1 е точна и при тоа имаме опција, зголемам за да го видите добро, ако изберите опција со облаче, ќе се прикажи порака што ќе добие ученикот кога ќе го одговори, кога ќе го избери делот. Одлично, си следел. Сега, во погрешниот одговор би било обиди се повторно. Или оваа цел беше од минатиот час. Пример. Чи на тој начин вие всушност му давате и повратен одговор на ученикот. Можете да дозволите повеќе одговори, може да биде задолжително прашањето, а во овој дел сега имаме нова опција што претходно ја немавме, а тоа е математика. Формуларите во Формс се многу добри затоа што се единствени формулари каде што може да се пишува математика. Ако избереме оваа опција, забележувате дека се промени целиот текст, затоа што беше пишан како обичен текст, а сега е како формула. Само што ќе кликнам и добивам, сега да го зголемам да видите, еден едитор на формули, може да си напишете каква сакате, па и многу комплицирана формула. Забележувате дека десно имаме опција да преминиме во текст. Значи, ако тука не сакам да имам формула, ќе кликнам на текст и автоматски овој дел ќе ми биде текст. А овде како сакам формула да имам, јас може и да си ја напишам формулата. Пример. Карикирам, ова може да биде и хемија, и биологија, и физика, и било кој друг предмет. Кликнувам само на ОК и равенката е запишана. Има и друг начин, но тоа ги надминува нашата целта што е тука. Потоа, не заборавајте поените да ги напишете. Потоа имаме опција да додадеме текст, каде што учениците, забележете сега имаме опција long answer, долг одговор или краток одговор. Имаме опција да го додадеме точниот одговор. Бидејќи имаме опцијата математика, може да пишуваме како формула. Пример, да очекуваме ученикот одговорот да го даде во облик x половина. И ова ќе биде точниот одговор. Било што да пише ученикот тука ќе биде грешно ако не е x половина. При тоа повторувам, оваа опција може да биде исклучена, при тоа може да имаме истите рестрикции како претходно, што ги спомнавме, за броеви и така натаму. Ќе ги исклучам рестрикциите.
Исто така ни дозволува разгранување доколку сакаме тоа да го направиме. Повторно поените ни се тука, повторно можеме да ги копираме прашањата и да си ги пременуваме по редослед. Сега напишавме две прашања, како нов дел ќе креирам нова секција. Сега имаме завршен. Ќе креирам завршен дел. Описот, што секоја, значи упатства за домашната работа. Например, сега во овој дел, бидејќи најчесто овие нема да ги правите, може да биде само файл upload, во кој што ќе кажете учениците треба да наместат некаков файл како резултат на нивната домашна или проект, ама при тоа внимавајте, ако оваа опција приклучите, нема да можете да го споделите надвор од вашето училиште. Значи, повторно ги избираме истите опции, можеме да додадеме слика, се забележувате сега малку поинаку од претходно. Можеме да ставиме слика, можеме и дури видео да поставиме. При тоа, видеото може да биде од стрим, од нашето училиште, но може да биде и YouTube видео. Еве колку да ви прикажам. Сега ќе отворам да видите како изгледа како најава за наредниот час. Јас сега ќе го побарам стрим, еве го овдека, за да видите како изгледа и ова ќе го работиме наредниот час. И при тоа можете да си наместите, еве го видеото, јас ќе изберам мојата содржина и сите видеа што се наместени. Например, еве го Meeting in General, еве подредување дропки и децимални броеви. Ќе го копираме линкот и овој линк што го најдов јас, ќе го ставиме во нашето прашање. Бидејќи од стрим, ова видео ќе може да го гледаат само учениците и предпоставувам дека нема да може да биде споделен, а да може. Може да биде споделено и надвор и покрај тоа што има, а затоа што се работи за луѓе од организацијата, значи може да го гледаат ова видео затоа што стримот е затворен YouTube. Само за вработените во училиштето. Исто така, еве се ќе додадам уште едно прашање. Значи, датумите и рейтингзите во квизови многу често. Текстот може да биде, најчесто ќе користиме прашањата со повеќе кратен избор. Еве сега, место видео ќе додадеме слика и при тоа сликите може да бидат од било каде. Еве ќе изберам. Еве, например, и ќе додам сликата. При тоа, зависи од големината на сликата, таа може да биде лево, десно, забележите, може да се уредува, може да се направи помала, може да се направи поголема, може да се зумира, може да се одзумира, може да се додаде текст за кој што ќе го читат скринридер, за оние луѓе што имаат проблеми со видот или со слухот и така натаму. При тоа сликата може да биде лево или десно и така натаму и така натаму. Значи на овој начин може да правите квиз и истите подесувања ги имаме како и претходно. При тоа единствена разлика кога правите квиз е во следното, и тоа е многу важна опција, е дали учениците ќе ги имаат резултатите веднаш по кликнувањето на Submit. Значи, ако целта ви е да е формативно оценување, односно учениците да научат од грешките, тогаш да, таквата опција е во ред да стои. Но, ако го користите за формативни цели, каде што треба да ставите оценка, мислам дека многу е добро оваа опција да биде исклучена, затоа што учениците да не можат да ги видат веднаш резултатите. Особено кога ќе ги поднесувате во тим. Исто така, имаме опција, се исклучи нешто во моментов, не знам што е, имате опција Teams. Овој квиз, што го креираме, можеме веднаш да го префрлиме и на Teams, но за тоа ќе зборуваме нешто покасно. Че на овој начин
најкратко што можеше, се обидов да го објаснам Microsoft Forms и начинот на кој што може да го ставиме. Сега ја само ќе го копирам линкот и ќе се вратам во нашиот тим. Видите како може многу едноставно. Еве го нашиот тим. Ќе појдам во General или во било која работа на час, например, и ќе го поставам линкот од формуларот и сите ученици ќе може да го одговараат. Или пак, ако го поставам во General, значи во генералниот, во општиот канал, тоа значи дека сите ученици што се членови на оваа оделение ќе може да го пополнуваат. А додека, ако тестот е наместен само во одреден канал, тогаш тестот ќе го решаваат или ќе го пополнуваат или формуларот ќе го одговараат само членовите на тој канал од тимот што го прикажав. Со тоа, јас денес завршив и исцрпив тоа што може во кратки црти и ви најавувам за утре, за утрешната средба, ќе го објасниме делот Microsoft Stream и ќе се обидам да прикажам како можете ваше видео што ќе го снимите да го направите интерактивно на тој начин што ќе внездиме квиз во самото видео и ќе проверите дали ученикот го следил видеото за да ги одговори точно прашањата или не. Значи тоа е како најава за утрешната средба. Значи, сега е точно 21 часот и 9 минути, нешто повеќе од тоа што планирав. Ако имате да прашате нешто, повелете. Еве јас, Каролина од Штип. Повели. Значи, ова е advanced level за, мислам дека 90% од сите нас. Голем дел од колегите, значи, се мачат со почетните нивоа и моето прашање е, што може би некои од наставниците и ќе разберат нешто, ако треба и 5-10 пати ќе го изгледаме, што ќе правиме со децата? Како ние сето ова да им го објасниме на нив и кога? Тоа е многу добро прашање. Еве сега ќе ви кажем од ланско искуство. Значи, учениците ова не треба да го знаат, ова треба да го знае наставникот. Затоа што ученикот треба само да научи и да го одговори квизот. А ученикот за да го одговори квизот, вие се што треба да направите да му го пратите линкот, како што јас сега го направи во тимот. Значи ученикот со кликнување на тој линк автоматски го добива квизот на било кој уред и се што треба да направи да пополни. Главната тежина ќе биде на наставникот. Верувајте, испаѓа дека е многу тешко, многу комплицирано, многу опции, но јас лично сметам дека секој наставник што ќе ја поседува платформата ќе може да направи квиз, прилично квалитетен квиз, со сите можни опции, па за половина час. Доколку, повторувам, наставникот добие обука за тоа што треба да го направи. Затоа што јас затоа се обидувам да ви прикажам, ова не е во основната работа што треба да ја има наставникот како познавање за да може да одржи час. Но познавањето на Forms и познавањето на Teams само го збогатуваат начинот на кој што тој ќе ја реализира наставата. Значи, моје лично искуство од минатата година е дека со кратки обуки што се планираат со колегите, секој ќе биде во можност да направи. Сега, квалитетот на тоа што ќе го направи зависи од обидите. Ако направиме само еден квиз и останеме на тоа, ништо не направивме. Верувајте дека ако ова го пробате да го направите еднаш, два пати, три пати или пет пати, тогаш 10-тиот квиз ќе го направите 10 пати побрзо од првиот. И уште едно прашање. Минатата година јас преку Поли прави квиз. Така? Преку што? Преку Поли. Да. И мислам дека е поедноставно отколку сега. Не знам, може би сум грешна. Поли има и опција во овој дел, ама Поли се плаќа.
Јас колку што знам, а ова не е бесплатно. Значи, верувајте вака сега. Има една опција. А таа е, ако нешто знаете да користите и сте го научиле, тогаш ќе го користите повторно истото. Но јас сега спомнувам нешто што ќе го имаме и е планирано, и е бесплатно, и има далеку повеќе опции од било кое друго. И затоа сметам дека ако никој досега не пробал да прави квиз, ова му е прв чекор за да проба да направи. А ако некој друг правил квиз во Квизис, во GoFormative или во Poly или во било која друга, во Google Forms, во било која друга апликација, тој треба да продолжи да си ги работи тие. Затоа што Microsoft Teams овозможува нивна интеграција. Затоа ќе зборуваме во четврток. Како сите апликации што ги имате и ги знаете, можете да ги инкорпорирате тука. Чи можете дури и Zoom состанок да држите преку Teams. Меѓу другото. Да. Значи, мој совет, ако знаете апликација со која што вашата настава сметате дека е подобра, тогаш таа ќе ја користите. Во било кој дел. Океј, thanks. Благодарам. Може јас нешто да прашам? Може, слободно. Како квиз во Forms да му го зададеме на ученик преку assignments и да ги добиеме резултатите нели во grades, да ги имаме оценките? Снеже, ова ќе треба уште барем 20 минути. Добро. Може, многу лесно може, можеш во OneNote да креираш во самата тетрадка, во OneNote, каде што го имаш часот. Можеш да вметниш квиз и тој квиз да му го поделиш на учениците како домашно. Затоа што ќе го во делот assignments ќе му додадеш OneNote во кој што ќе му биде тетрадката. А во OneNote, еве сега тоа можам многу брзо да го прикажам. Па не мора сега, Игор, не мора, ајде. Затоа што можеш Може во OneNote да вгнездиш квиз во Forms и тој да му го дадеш за домашно. И при тоа внимавај. Значи може да го дадеш. Да, се што е во И резултатите тие што ќе одговорат, јас ќе ги добијам и тие самите ќе се наместат во Grades. нивните поени во Grades. Во Grades, се што ставаш со поени ќе оди автоматски во Grades. И учениците ќе може да гледаат, да коментираат, да враќаат. Само внимавај, таму не можеш во assignments, кога ќе го пополни квизот ученикот, да му го вратиш да го коригира. Разбираш, ако направил грешка. Добро, ако е тест нели со сумативна оценка, ако ми е таква целта, тогаш не им треба да го коригирам. Да, ама може. Значи во секој случај може. Добро, благодарам. Ништо. Дали имаме уште некое прашање? Внимавајте, не е толку страшно. Страшно испеѓа затоа што се обидувам во 60 минути да ви кажам нешто што можеби ќе треба да ви кажам 4 сати. Ама ако има можност, тоа ќе го имате, ова сигурно ќе го имате на обуката со сега што ќе треба да биде реализирана, па каде што еве веќе имате некакви познавања, па можете стрикно да поставувате прашања во врска со ова. Ако немаме прашања, со тоа денешната средба е завршена, па се гледаме утре со новиот дел, во кој што, како што спомнав, ќе работиме за Microsoft Stream. Ви благодарам за одвоеното време, па се гледаме утре. Истиот линк, Игор. Исто и на вас. Пријатно. Пријатно.